Добре дојдовте во Што не јасно, јас сум Љупчо Цветановски. За историските вистини и дилеми, кои што одамнина се зона на негов интерес и истражување, во Што не јасно ќе зборувам со професор доктор Вело Марковски, кому освен здравството, најголема пасија и љубов му се историјата, поезијата, Македонија и македонците. Добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Ке се обидеме малку на историски теми, ама навистина да, историјата уште од средно ми одеше, меѓутоа по некоја случајно сум останат како единствен жив сведок од едно председателство од една конференција која ја правевме во Оману во 1996 година и веројатно тоа ви беше и поводот да ме поканите. Токму така, утре навршуваат 144 години од раѓањето на Димитрија Чуповски, македонски културен деец, револуционер, но и јасен и гласен поборник за посебноста и за афирмацијата на Македонија и македонците. Потекнувате од неговото родно прадиште. Еве, кој е Димитрија Чуповски? Така, значи, многу интересно е што се случувало во Папрадиште во тој период, односно во цела Македонија. Значи, во Папрадиште пред тоа е Звездово се вика селото и доаѓаат одеднаш некаде 18-тиот век, после 1700 година, од повеќе мијачки села кои од Лопушник, нели е Пален, од Гари, од Лазарополе, видни фамилии кои доаѓаат таму, се собираат и одеднаш во тоа село имаме огромен број на уметници, зографи, резбари, писатели и така натаму. Дури има податок кој не е потврден, за жал ние многу малку истражуваме во историјата, дека еднаш до два пати годишно во Папрадиште пред 1900 година доаѓале каравани од Мала Азија по икони, нарачани икони, бидејќи скоро сите семејства се занимавале, тој им бил семеен занет. Значи, тука е Ѓорѓе Зографски, тука е Андреја Дамјанов. Ѓорѓе Заграфски ги има портретот на своите, нели, во фамилијата, го има, од таму можеме да следиме, значи 12-13 врвни уметници. Потоа втората, значи тоа се Рензовци и Зограф едната фамилија, другата видна фамилија се Китановци, каде што е Ангелко Китановски, па неговиот син Андон Китанов, па Димитри Андонов, па Прадешки, нели, врвни уметници, не само и како современи уметници, не само фрескописци. Покрај ова, значи, веќе во времето кога е роден Чуповски, значи, имаме и војводи, тука е Павле Чуповски, веќе е војвода, и во една таква средина, значи, некаде 1878 година, како посмртче се раѓа Димитрија Чуповски. Неговиот татко е убиен на село. Сега, немам историски податоци зошто, меѓутоа се работи за исклучително богат човек, значи, се зборува дека имал над 15 овчари, значи неколку илјади овци. И таа 1878 година, која можеби најверојатно е во Велешката епархија, значи тука е 7 години, мислам, пред 1980 екзархијата. И гледате сега, одеднаш, иако е православна вера, меѓутоа има голем отпор во населението. И можно е тука мотивите, бидејќи таа година Велешката епархија има многу проблеми, многу меѓусебни обвинувања, кавги, тепачки, нарачани убиства, можно и од тука да е на Чуповски. Да не речам дека на 8 километри од Папрадиште е Богомила, од таму е Петар Попарсов, кој е 10 години постар од Чуповски, меѓутоа исто така виден и во основањето на ВМРО, па веќе на таа тема на екзархијата, нели, Стамболшчината и Македонија веќе 1894 година веќе има, пред тоа на Мокров, значи на чисто македонски јазик. Значи сето тоа сакам да кажам дека не е случајно некој, нели, одеднаш му текнало јас сум македонец и така натаму. И после тоа, нели, Чуповски два пати е селото, значи има 1984 Зографски го има направена една уметничка слика, кога една од фамилија Тимовски, меѓутоа мислам дека е грешка, Димовски се вика, од Црнилиште доаѓа банда во Папрадиште и целото семејство е оплячкано и убиено, освен најстариот, мислам, и една од девојките е киднапирана. За да после 2-3 години повторно е запалено селото и тогаш Чуповски со неговите браќа и со мајка му која е од Крушево оди за Крушево. Ете, тоа што ни се случуваше во Папрадиште, да
ние 1978 година на 100 годишнината од раѓање, точно на 8, нели, како утре, на Митровден, нели, Чуповски е роден на Митровден, меѓутоа не е крстен под Димитрија затоа што е роден на Митровден, туку имаше традиција во мијачките краишта на дете што ќе се роди по смрт, че се дава името на таткото. Или на најчесто таткото. И се погодува интересно со Митровден. Така да на 100 годишнината се постави една спомен плоча на сред село и таму зборуваше академик Данчо Зографски. Значи, мислам дека тогаш беше директор на Институтот за Националниот институт за историја. Значи, на високо ниво, медиумски покриена. Иако ние и пред тоа во селото, местото каде што била куќата на Чуповски, постои, го знаеме, школско и за жал нема спомен куќа, значи се работи за джин, значи не е обичен револуционер, обичен деец, него се работи за еден од стожерите на Македонија. Ние и пред тоа, значи, како ученици, паметам, садев, овоштарник имаше, се одржуваше дворот и така натаму. Така да после тоа ни беше некако како, почнавме повеќе да го проучуваме, да читаме книгата на академик Блаже Ристевски, тогаш не беше академик. И некаде 1990 година ние од селото направивме едно здружение на граѓани, го крстивме Другарство Димитрија Чуповски. Мислам дека скоро цело село беше во тоа другарство, иселени, нели иселени. Ето имавме председателство, јас бев председател. Таму беа Љупче Андоновски, Тоде Ристовски и за жал покојни Јовче Илиевски, изградба Комерц Јован и Ѓоко Митревски прерано заминени. И тоа бевме многу ефикасни, многу сложни бевме. И успеавме во неколку години, направивме неколку изложби во Музеј на град Скопје, во Уметничка галерија, за Чуповски, за Папрадишки. Иницијатива направивме, нели, побаравме, водевме некоја иницијатива, се асфалтира патот до Папрадиште и сето тоа, нели, неколку 4-5 години правевме природбен денови на македонската природба во Папрадиште за Петровден. И на еден од тие денови дојде до разговор со Блаже Ристевски, баш во ливадата каде што седевме, нели, на местото на куќата на Чуповски, дека неколку пати и он еднаш поднел иницијатива за Ману да си ги земе своите историски корени од МНЛД. И дека тоа било одбиено, меѓутоа, ајде да речеме, беше пред 90-та, пред распаѓањето на Југославија и тогаш За гледачите само македонското научно литературно ќе се задржиме на него како кратенката да македонско научно литературно другарство, каде што е Чуповски председател, нели? И дојдовме до идеја ние да поднесеме иницијатива до Ману за одржување на една таква конференција. И таа конференција писмено побаравме како здружение до Ману и за наша стреќа академик Сенте Богоев беше председател. Не викна на разговор, не прими и се договоривме и се направи организационен одбор, тоа негде беше есента 95-та година. Значи со видни академици, Блаже Ристовски беше председател, Ташко Георгиевски, Георги Старделов, Петар Илиевски и јас бев како веќе асистент на медицинскиот факултет специјалист. Така да добро да ја подготовките, некаде веќе ова се оригинални некако станале документи, првото соопштение за поканата за научните работници, нели, на 28.2, значи сериозен пристап 96-та година, така да до 25 3 дена пред конференцијата имаше пријавено 44 реферати и останало соопштението за медиумите како прес конференција, нели, што одржа во име на организационот одбор академикот Блаже Ристевски и каде што јасно и тогаш се кажа дека цел на таа конференција да се најде континуитет од македонското научно литературно другарство во Петров со денешната академија. И конференцијата се одржа конференцијата на 27-28 јуни 96 година и неколку моменти многу интересни. Јас сакам да истакнам, бидејќи викам за жал, само јас сум од тоа председателство
жив. Голема заинтересираност во јавност имаше, беа присутни сите медиуми, цело време се снимаше, пресконференцијата се пренесуваше. Покрај 44 реферати имаше изложба на околу 200 слики, предмети, фотографии и така натаму. И огромна заинтересираност на дипломатскиот хор тогашен што беше во Македонија, значи во првиот ред беа седнати сите амбасадори. Особено ми остави впечаток присуството на првиот амбасадор на Народна република Бугарија во Македонија. Тој е денешниот председател на комисијата, Ангел Димитров. Ангел Димитров, значи толку концентрирано, прв доаѓаше, последен си одеше, тоа беа целодневни двадневни конференции, значи многу добро знаат, не дека не знаат, од кога има континуитет и така натаму, нели? Значи многу можда повеќе од нашите историчари знаат. И тие беа два моменти и за жал тоа некако остана не финализирано. Значи, за да сега последниве 3 години академик Катица Ќулавкова со незиното оделение прави 3 конференции. Непосреден повод беше, нели, ги изложивме и оваа презентација и овие документи на последната конференција. И интересно е што сите академици, нели, одат со став дека неминовна е да се прифати такво континуитет по примерот на соседните. Нели, САНУ е од некакво, нели, здружение на писатели, БАНУ е исто така. САЗУ, Словенската академија знаности и уметности, е стара 2 века, затоа што пред 2 века имале некакво здружение кој го водел лекар и така натаму. Значи, по тој пример, остана дека сите се на тој став, меѓутоа некако не се изфинализира тоа. МНЛ, да простете, не е некоја аматерска организација, има статути, има реферати, седници, работи многу професионално и во неја имаме многу видни македонски дејци, буквално стожерот на современа, можеби, Македонија. Тука се, нели, и Мисирков, и Чуповски, и останатите, кои што претпоставам ќе ни ги наведете и вие, но не зборуваме за некоја си така, нели, се собрале, се сретнали, направиле нешто, ова е нешто што навистина држи вода да биде основата на МАНУ, и континуитетот да биде 120 години од основањето на ова друштво, така? Така, да. И требаше годинава, можеби имаме време еве да тоа се ова, значи целото тоа другарство произлегува од тоа што пред, значи од една клима, очигледно е, бидејќи во тоа другарство подпишани се 19 луѓе. Подписите сега можеби историчарите ги знаат, од тоа што јас го знам, значи покрај Мисирков, Чуповски е нели председател, подпредседател е Гаврил Константинович, доктор, значи многу битно, значи во тоа има правници, има писатели, има различни доктор, бранши, значи има буквално во мало една научна институција, потоа се нели како беа Стефан Дедов, Диамандија Трпков, значи двајцата се на уредниците на Балкански гласник, значи не е тоа веднаш почнато, значи пред тоа се лозарите, нели, во Софија, Вардар, значи пробува македонската интелигенција, сваќа дека покрај борбата со пушка, дека имаме голем проблем и дека треба да се бориме на поинаков начин, нели, интелектуален, со наука и така натаму. Покрај тие 19, значи знаеме дека е брат му на Чуповски, Нација Димов таму, Павле Ќулавков стистот Папрадиште добива задача да го печати, нели, во Америка македонско-рускиот буквар. Тој е убиен на почетокот, пред почетокот на Втората светска војна под Папрадиште, е веројатно и тогаш нарачано некаков атентат. Значи и таму покрај тоа што, нели, се воделе записници, излегува од неколку броја 13-14 македонски глас, значи јас од сите мене ми остави впечаток еве јунаштвото на Гаврил Константинович, на докторот, нели, од Косторско село, мислам Смрдеш. Беше он 1907. Видите, сите овие кои ќе ги гледате нивните биографии имале огромна мака да се школуваат.
Значи ќе се запишат во една гимназија во Солунска, па ќе бидат избркани, оти не сакаат да се кажуваат како нели бугари, па ќе се запишат во Србија, потаму ќе бидат избркани и нашле еве некакво засолниште во Петровград. Така да он дипломира 1907 година и кој ќе гледате неговата биографија, невидени јунаштва, и сите овие наши дејци имале невидени јунаштва. Значи оние веќе 1910-11 година како лекар оди да помага да се справува во Манџунија, мислам беше, или Манџукија во Кина, област погодена со чума. Потоа како лекар во руската војска е пратен во Црна Гора во Првата Балканска војна. Таму добива Данилов крст за храброст. Значи, потоа во Прва светска војна е пратен во српската војска. Таму јако ранет, не се откажува, не се враќа во Русија, продолжува на крв и таму добива орден Свети Сава. Се враќа 13-та година, значи цел филм може за еден ваков лик, го подпишуваат тој меморандум прочуен што ние денеска, мислам, наши интелектуалци, мислам дека не можеме толку паметно да го составиме тој меморандум кога бараат Македонија да не биде поделени, дека ако се подели Македонија, Балканот никогаш нема да биде мирен. Потоа учествува во Октомвриска револуција и во таа граѓанска војна, како да кажам, една невидена неправда, значи буквално во тие меѓусебни односи има српска доброволна чета таму и тука они го апсат тој што има добиено нели орден од Прва светска војна Свети Сава. Српски, да. И сакаат да го пренесат по барање, не знам, на енглезите некаде и во возот е наводно за обид за бегство е убиен. Значи многу екзекутиран поверојатно. Па најверојатно, значи многу џинови со и на некој начин генијалци. Да речеме, не знам, Мисирков колку јазици знаел светски, на млада возраст со многу јасни ставови, тоа произлегува дека они не се случајни, митоа да речеме се од Битола, од Охрид, од Костур, од Постолеве Мисирков, од Папрадиште, значи не е тоа некој да ги индоктринирал, тоа е расположението, да речеме, не знам, Теодосије Гологанов, екзархијата, нели е владика, дури званично, мислам, пушта писмо до папата Барел Нијацов, значи не се слагаат со таа политика на асимилација уште тогаш. Да, меѓу нив секако има и многумина други, тука и Павел Шатев, да ги читаме нивните историографии, истории, тоа е, нели, се чудите како тоа можело да се случува, но се случувало и тоа во нашата Македонија, од македонци, очевидно не си ја знаеме доволно историјата, затоа претпоставувам и не сакаат да ја учиме, нели, ја намалуваат, но еве, токму вие уште во таа далечна 1996 година со Сдруженијето Димитрија Чуповски ја загатнавте таа идеја за 1902 година како за зачеток на МАНУ, со што би имале континуитет година да би славеле 120 години, но тоа остана и денеска само идеја. Ја разработувавте, вие изнесувавте на виделина, но по 96-та некако легнати се работите постојано, некој ја избегнува таа приказка, не знам зошто, еве, велите и самите академици повеќе мина се согласувале, еве, зошто до ден денешен, 1902 година, токму овој датум на МНЛД не биде поврзан со МАНУ и МАНУ да добие континуитет како што и треба да добие. Па вака, јас мислам дека од тоа што застана председател Ксенте Богоев, па веќе ги прочитав кој беа во работно председателство. Па гледате се со, еве, некои од нив, значи Данчо Зографски со свој реферат, Александар Христов, Оливера Јашар Настевска, Рина Усикова, Петар Илиевски, значи рипам некои од нив, Александар Тројановски, Стојан Киселиновски, Гане Тодоровски, Јован Донев, Даринка Петреска, Михајло Миноски, Симо Младеновски, Тодор Чепреганов, Људмил Спасов, Олга Иванова, значи Георги Сталев, Бранко Панов, Васил Тоциновски, значи великани, најголем дел од нив беа и академици, а пред тоа оваа идеја помина на сите оделенија на академијата, легално си помина. Значи јас не верувам дека академиците би гласале против. Мислам дека не е поставено, треба да се постави веројатно на генерално собрание, не е поставено бидејќи знаете, нема научен работник што не сака институцијата во која членува да биде постара и со поголем рейтинг.
А сигурно дека ќе им импонира вакви едни личности каде што ние во бројни реферати и сега кодификацијата на македонскиот јазик, нели преку Петар Попарсов, па за македонските работи од Мисирков, нели, па картата на на Македонија, па не знам колку песни и така натаму, сигурно ќе му импонира на секого да биде член на една академија која историски очигледно е со корени, се најде континуитет со тие реферати и Прва светска војна која ние убаво рековте не сакаме да учиме, бидејќи во Прва светска војна имаме по некои извори половина цивилно население е уништено од Македонија. Потоа се најде и пред Втора светска војна континуитет, значи постојано се најде цел еден континуитет на таква една научна Венко Марковски, нели, така натаму, каде што да не зборуваме, нели, после тоа, и навистина е мислам дека ова веќе е трета иницијатива и знаете, ние треба самите да си се цениме и да си ги никој од околината не очекува дека ние тоа нема да го прифатиме. Бидејќи тоа здружение е многу повеќе, нели, на некој начин научна институција, меѓутоа е научна институција, од многу некои здруженија од околните земји кои си ги водат академиите од порано. Мислите дека има шанси политиката повторно тука да меша раце и да ги забошотува овие работи, односно иницијативата? Па, најверојатно тогаш, значи јас немам податоци, меѓутоа бидејќи такво беше едно расположение, дури ние се изненадивме кога тоа така остана недоречено, бидејќи медиумски и 96-та, не ако 96-та се прифатеше ова, ние многу денешниве проблеми ќе ги немавме со, нели, оспорена, нели, идентитет и така натаму, што е смешно. И за жал ние цело време се браниме, не знам зошто се браниме, значи влегуваме во дефанзива наместо да си ги користиме нашите адути. Значи евидентно е дека населението било свесно, евидентно е дека со Турската империја од 4-5 века е направен прекин, меѓутоа јасно е дека пред тоа имало држави и царства во кои била Македонија видна и мислам дека овој однос на соседните држави, значи, видите, они се спремаат, Бугарија од екзархијата од 1878, Србија нешто порано, они веќе прават стратегии и да речеме многу интересно да наши историчари ги прашаат, еве ако бугариве тврдат дека сме, нели, бугари и така натаму, зошто се правени договори за поделба на Македонија, нели? 1911 се почнат, 1912 година веќе се направени, значи не може да се договорат Србија и Бугарија како ќе делат Македонија. Па Русија тука застанува, нели, како гарант. Значи март 12 година генерал Евего Путник со Фичев Бугарија прават договор каде што сега Русија најверојатно дефанзивно и она игра, она повеќе се труди да не даде превласт на Австро-Унгарија и на Германија на Балканот отколку она да влезе. Така да они во тој првичен договор дозволуваат некаква автономија на Македонија, со тоа што Пиринска Македонија би дале на Бугарија, а Шар планина и западно, нели, гора каде што би паднало на Србија, меѓутоа прават една демаркациона линија и оставаат простор за да после, ако се не листера Турција, и мислам дека тој е клучниот момент на сите проблеми на Балканот. Значи тој договор е клучниот момент, потоа прават договори со Грција кој колку да земе. Значи се работи за ратен плен. Значи воопшто и тука застануваат и западните сили, потоа и во Букуреш, значи воопшто не ги интересира проблемите на населението. Нели, тој народ дали ќе прифати таква поделба, него се прави, нели, како на хартија вака ќе биде. Меѓутоа еве се покажа дека и покрај 100 годишно, нели, обиди за асимилирање на и тоа жестоки и во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, не успеа да направат асимилација. Пред тоа, нели, мислам дека сега србите веќе одамна станаа свесни дека нивната политика е грешна.
и мислам дека и мојата надеж е во бугарската интелигенција која мислам дека ќе ги притисне политичарите и да сватат дека таа политика што ја направил некој екзарх или некој владика или од не знам или некаков владетел пред 130 години е погубна за сите. Значи има српски интелектуалец кој вика вака, значи нас балканските војни не чинеа 140.000 нели умрени и ранети и околу 370 милиони динари тогашни, што е 3 пати од буџетот за 10 месеци. Врз основа на тие подолби нели асимилации кон Македонија следува Прва светска војна со огромни последици, па потоа да не речеме сега и со тие освоени територии и војната последната, значи не знам Бугарија колкави загуби има и финансиски, да не речеме Македонија цивилно население бидејќи голем дел од тие огромни војски што се собраа против Турција се учествуваат македонци, кои немале оружје, немале униформи и влегувале, нели биле на некој начин индоктринирани дека се работи за ослободување на Македонија. И неочекувано лесно ја истеруваат Турција и мислам дека интересно е дека тука многу влијаат, пак ја и од тој аспект нели читано, медицината влијае многу, бидејќи турската војска е погодена со колера. И всушност они на еден фронт тргаат 180.000 војска, нели на не знам дали на бугарскиот или нова, за да на лице место стигнуваат 70.000. Значи они во едрење, значи буквално се колерата работела за други. Значи не само нив, потоа и во, значи видите колку се жртвите се скоро еднакви од колера, само од колера. Да. Таму имаме и тифус абдоминали, значи има српскиот санитет има документи, нели веќе биле организирани. И пегав тифус има и маларија има. И то само од колера во Србија, од српската војска, нели? Да. Умираат 5.000 луѓе, од бугарската умираат 15.000 луѓе, 60.000 се разболуваат, значи огромен број. Тогаш и всушност и првата биолошка војна нели на Брегалница кога бугарската војска е болна, српската војска ги брка, меѓутоа немаат вода, па пијат од реките и така се заразуваат, значи болестите многу влијаат на таков брз развој, меѓутоа еве за жал и после толку време ние повторно се држиме или некој не држи на тој период од балканските војни. Како го гледате токму тој факт 22 година од 21 век, ние повторно се соочуваме со тие исти, апсолутно да не речам тотално ништо не е променето во тие негаторски политики кои што ги имаме на Балканот. Еве нема ќе се јават грците, па тие одат во позадина, издегуваат еве сега на преден план водачи на ова поле се бугарите. Постојано истиот тој круг. Како гледате ова на со што се соочува Македонија во 21 век? 22 година. Да, значи невидено, значи буквално е пред очите на Европа, значи не може, рековме големите сили ги прават овие планови за влијание. Дали ќе влијаат нели на Балканот или не, тоа се Германија, Австро-Унгарија, од другата страна Русија. За Стрейќа мислам дека ете 2001 веројатно ќе бевме поделени ако не се замешаше Америка. Веројатно на тоа повторно се одеше, тогаш не беше Америка играч на Балканот, значи невидено и не е јасно што сакаат да постигнат и нема излез. По мене ова нема излез. Не знам сега ние преговараме за некој период нели пред балканските војни. А што ќе прават бугарската комисија кои ќе дојдат балканските војни? Што ќе прават кои ќе дојде Прва светска војна? Ние ќе прифатиме ли дека сме биле исто заедно со учесници? Како ќе објасниме дека се 106 селани во Порече убиени со чекан во гради? Значи 1800 цивили се загинати во Битол од бомбардирање, нели Добро поле го пробиваат 1918 и потоа бугарите, србите влегуваат во Битола, меѓутоа од околните ридови, а имали и авиација, се не знам дали авиони користеле, значи цивилно население 1800 жртви имаме во 1918 и сега треба да се извинат бугарите за тоа. А не знам како ќе кој ќе дојат тука што треба да го преќутиме тоа. Значи дали до кај ќе одиме? Значи нема имало злочини и од србите пред тоа, веројатно сега не знам, можеби ние за времето на Протогеров дали бил како бугарски офицер или нешто, значи имаме по Тимочка крајна и така натаму. Меѓутоа евидентно е дека тој договор, тие договори за поделба на Македонија при евидентно нели слабење на Турција
Еве 120 години тоа што го рече Чуповски во меморандумот, дека ако неа, нели, Македонија остане како централна голема држава, стабилна, дека ќе има немири, и ние имаме немири, и ќе имаме немири. И што понатаму еве со Србија кој ќе влегува, што ќе бара Бугарија и Тимочка крајна да се пишат дека се бугари, значи нема логика, нема потреба да се враќаме во пред 120 години. Еве ние не ги спомнуваме овие болни работи, огромен број на, значи, жртви за да одиме напред, меѓутоа еве на некој начин сме сите заложници да мораме да се занимаваме со оваа политика. Ние во години кога во регионот имаме најголема прекомерна смртност. Србија, Македонија, Бугарија, Романија заедно со Русија, значи имаат над 100.000 луѓе загубено во ковид пандемијата. Ние се занимаваме со доктрините на некакви си владици од пред 120-30 години. И треба да сватат дека тие доктрини, тие планови не им носат добро, не им носат ни на Бугарија. Или пак треба да сватиме дека можеби тие големи сили уште значи се мешаат на Балканов, значи не е можно дека, и ние затоа викам, ние се браниме, убедуваме некого дека сме имале јазик, па знаат они. Знаат, значи тоа делење на територии од римско време, така се евреите иселени од уште првиот век од наша ера, раселени по Европа за да немаат држава. Така да не треба да се браниме. И тоа они не очекуваат дека сами ние нема да прифатиме ману да се води од тогаш, да си ги негираме нашите научници и така натаму придонесите. Ние точно е дека сме немале во тој период држава, меѓутоа нациите се тука негде оформени. Ние како народ сме обстојувале постојано. Кажавте самиот, Македонија е во еден вид на постојан конфликт ги нарекуваат тие територии, каде што постојано имаме немири, нели, и ништо не е стабилно и сталожено. Очевидно е дека децении и векови минуваат, но некои работи воопшто не се менуваат. Македонија останува да левитира во полето на тој постојан конфликт. Ги имаме, па се менуваат соседите, но аспирациите исто така од едната или од другата страна, но имаме и еден проблем кој што исто така е константен. Се вика внатрешни квислинзи, безработици, сервилност, на ангро. Треба ли еве вие како инфектолог да измислиме некоја вакцина против ова кое што се повторува? Нема период од македонската историја, независно од тоа дали биле револуционерите, комитите, партизаните, секогаш главниот проблем секаде е наведен кај предавниците. Зборуваме за Гоце Делчев, неговата, нели, зачуденост од напатеноста на овој народ, од, нели, како може да се случува тоа. Овој проблем колку е реален. Денеска имаме, професоре, средба за уставни измени. Опозицијата рече не, едно големо повторно, но за уставни измени за внос на бугарите во уставот. Не аргументирано, тотално. 3500 луѓе се според последниот попис, иако не се ни толку, но еве да бидат на ниво на статистичка грешка. Вие треба да ги ставите државотворен народ да бидат во уставот, затоа што некој тоа го намислил и уценува за влез во ЕУ. Повторно се вртиме во еден ист круг со повторна една матрица на сервилност. Вакцина за нив или... Па не знам сега, нас ни се случува никакви разговори или преговори, малтене со пиштол во глава, нели? Сега ти не можеш да не прифатиш. Сега имаме една ситуација во која ние за волја на вистината не изградивме добра стратегија, значи еве имавме 96-та, имавме мирен период кога требаше да направиме, ги пропуштаме и сега доаѓаат некои наши политичари кои сега треба или да пресечат, меѓутоа немаат поддршка ни од јавноста, немаат, значи единствено што можеби треба да речат, јас против мојот народ не одам, нека оди некој друг и така натаму да покажат, меѓутоа без доктрина, без став лутаат. Од друга страна, премногу ги политизиравме институциите. Значи, ние дојдовме во состојба кога и оделенска сестра треба да има партиска книжка. Значи, тие институции требаше да ги оставиме. Ние имаме институции и пред да имаме држава. Нели, Институтот за јавно здравје е, не знам, од 30 години и така натаму. Тие институции не смеја да дозволат, да речеме, да министер за надворешни работи си води лично надворешна политика. Значи, тие институции, медиуми, куќи мислам дека се браникот. Од друга страна, навистина, мислам дека нема ни една епизода на македонскиот народ кон бугарскиот народ.
има од нашите револуционери освети кон некои политичари, меѓутоа кон народот нема злодела. Нема зла крв од наша Нема зла страна крв. И создадена. кај бугарскиот народ мислам дека исто така нема. И тоа има кај бугарските политичари кои за жал по мене многу често како да не водат политика во интерес на Бугарија, туку некои туѓи политики тераат. И сега ова влегуваме во еден вртлок кој не знаеме каде ќе не однесе. Рековме целиот регион, се треба да влегува Албанија, треба да влегува Србија, треба значи постојано ќе се испорачуваат некакви барања и можеби треба да, значи ние не си ги користиме сега предностите. Ние сме членка на НАТО, треба да поставиме таму, значи не треба да се повлекуваме. Ние сме мали, што да правиме? Так. Значи ние си ги имаме правата. Правата на македонците мора да се испочитуваат секаде, колку и да се. Сега дали опозицијата, нели, ВМРО имаше став за реципроцитет, што беше можеби некаквете да се признаат македонците во Бугарија и навистина не знам што понатаму, што се очекува повторно да бидат убивани македонци кои биле бугари, ама се преобратиле во македонци за да се вратат во бугари. Значи имаме, видите, после Прва светска војна 17 или 18 точки се во Париска конференција Бугарија обвинета, значи за геноцид, за силување, за масовни убиства. Треба ли повторно да се враќаме на такви сценарија? Бидејќи колку год да изгледа ова наивно, и тоа ние како држава сега треба институциите, ние не треба веќе да се браниме, ние имаме држава. Значи некој успел, ние имаме и успешни приказни, го имаме нели Втора светска војна, го имаме Коминтерната. Ете видните луѓе во Коминтерната се Ѓорги Димитров се македонци. Шаторов, Шарло се македонци. Не е тоа случајно признавање на Македонија. За жал после нели Ѓорги Димитров Шарлов е убиен, Димитров е убиен, значи веројатно ќе се решило македонското прашање. Тоа е тоа движење на Коминтерната кон комунизмот, нели таков некој глобализам, па тука е Апостолски, тука ни е Димитар Влахов, исто еден стожер. Значи од турскиот парламент, па во Балкански, па во Прва светска, па во со неговата партија, па во Втора светска, значи цело време имаме ние и успешни приказни. Са зошто некој не тера цело време да зборуваме за нешто кај што не сме биле успешни, тоа е веќе друго. Меѓутоа ни треба многу работа и мислам дека историјата сепак е битна, а нас ни се наметна став дека ние историја не треба да ни интересира. Меѓутоа, од историјата можеме да учиме што ни се случувало, за да не ни се случи повторно. Бидејќи во вториот дел ќе зборуваме за вашиот фах кој што се вика здравство, првиот да го дозавршиме со ова што се случува во Македонија. Имаме многу настани, но дали сведочиме и на едно будење на Македонија, на македонштината? Како пример ми е ова што се случи во Бугарија, оформувањето на културниот клуб Никола Јонков Вапцаров, присуството таму и на македонските политичари, но имаше и еден куп вистински интелектуалци, не историчари, не екс-амбасадори, како и да е, нели, културни дејци. И сето тоа во склоп со нешто што се случуваше повторно предизвикано од бугарите. Зборуваме за, ние даваме име на еден космополит вистински, Никола Јонков Вапцаров, тие ни го натопорија македоноубиецот Ванчо Михајлов, а потоа и оној што одобри екзекуција на македонските евреи и сето она што се случувало тука во Македонија, цар Борис III, но имаше и двајца стамени македонци кои што едниот го подзапали, другиот го закрши, но рекоа едно не. Многу битно, нели не. Дали на крајот на краиштата за ова будење македонско, можеби ќе треба да им кажеме благодарам на бугарските национал-шовинисти, како и да е, но мислам дека сепак се случува нешто во Македонија и минува страво. Дали го споделувате ова? Па, мислам дека не знам дали да се сложам, затоа што македонскиот дух е цело време буден. Значи, во сите овие, дури и за време турско, јасна идеја, да не речем после Втората светска војна, тоа што охрабрува, да речеме, и во, значи,
чудно е што не успеа за 120 години поделеност да го уништат македонецот како народ, како ген. Не мислев како подзаспани да бевме овие 5 години Па малку. не бевме, него очекуваме, цело време очекуваш, имаш институции, они да си ја вршат работата. Од друга страна, некако премногу со доверба влеговме кон Европска унија со, не знам, над 95% доверба. Од друга страна, не може, значи мора да ги поставиме проблемите и таму. Значи не може Европска унија да не знае што се случува, не може да дозволува геноцид да се прави сега, значи ништо не бараме. Ако влеземе во Европска унија, нема промена на граници, бараме права на македонецот. Значи има многу млади, мислам дека во младите ни е еднината, затоа што не се индоктринирани, затоа што веќе се во своја држава родени, ние сите бевме во некои други држави родени, меѓутоа не можам да бидам премногу оптимист дека се убаво ќе тече и дека мислам можеби дека можно е и навистина и дури најцрни сценарија за некаде 20 до 30 години да буквално ете во учебници ни се измени историја, ние што памтиме, нели, ќе отидеме од овој свет, така да влеземе во еден да речеме глобализам каде што ќе биде неважно, народот ќе биде некаква маса и ќе биде неважно дали е македонец или не знам северно македонец и така натаму. Значи мислам дека не е баш најсветло, меѓутоа пак ќе речам, институциите мора да бараме во Советна Европа, мора да бараме, не знам, ако треба да се повикаме и на париски конференции, и на НАТО да го користиме, значи држава сме, ако некогаш сме немале, сега имаме, мораме. И од друга страна, мислам дека пријатели мора да имаме, кои ни се јасни пријатели. Не можеме ние да бараме пријателство ако некој е отворен непријател кон нас. Значи, со еден збор кажано, да си ги гледаме нашите интереси. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е професор Вело Марковски, ќе зборуваме и за темите од здравството, ќе зборуваме и за сезонскиот грип, но и за катастрофалната ситуација и дереџето на кое што е доведено македонското здравство, за недостигот на клиничките центри и сите оние работи кои што требаше да се направат, но не се направија. Имаме интересни теми за отворање. Со нас е професор Вело Марковски. Бидете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во што не е јасно. Наш гостин е професор доктор Вело Марковски. Првиот дел го посветивме на историјата на Македонија, вториот дел ќе зборуваме за медицината, здравството во Македонија и сето на што не се случува. Професоре, ковидот некако магично според многумина исчезна со Украина, а со тоа претпоставувам најмногу и на тоа влијаеше неинтересот на власта. Дали така навистина многу брзо и лесно се спасивме од целата приказка или и не е баш така едноставно? Бројките не се промени, што се однесува на бројот на заболени регистрирани во светот, се многу поише него на почетокот кога се прогласи пандемија. Меѓутоа, бројот на умрени е драстично е смален, можеби тоа влие, меѓутоа секако паниката која се ствараше вештачки ја нема сега и се однесуваме многу по нормално, така како што требаше, нели, да се почитуваат тие норми од науката кои се поставени во последните 100 години. Значи ние не можеме сега, тоа е нашата наука, толку сме научили, тоа мора да го почитуваме во време на вакви кризи, пандемии, што ти ја знам. Не можеме са ние тогаш у моментот да се снаоѓаме и да импровизираме. И таа паника ја нема. Се надевам дека така ќе остане, бидејќи предимензионирано е тој проблем, постоеше како што постоеше, меѓутоа кога ќе ги видите бројот на бактериските пневмонии кои умира последниве 20 години, и ако ги поделите овие 6 милиони на 3 години по 2 милиони, од прилика исти е бројот. Значи само што имаме повеќе веројатно умрени од прежестоки интервенции, паника, значи многу луѓе само од паника загубија глава. Така да поважно е сега што ќе ни се случува годинава. За жал анализи не гледам дека направивме анализи што ни се случуваше. И два моменти ни се сега битни. Сега е месецот
октомври кога треба да се вакцинираме за грип, барем ризичните групи, многу е важно. Многу е важно. Значи, и се сложувам со министерот Сали дека прв пат после 4-5 години на време се дојдени вакцини. Дали се доволно ќе видиме, они негуваат 60.000 вакцини, јас се вакцинирав. Значи, сите ризични групи грипот може да ги однесе. Сега лани немавме грип, преклани немавме некои епидемии. Може би лани имаше, ама беше препокриено со ковидот, бидејќи имате во анализата 30 години во Америка, секоја година, голема држава, по 30-40 милиони од грип годишно, а во годиниве со пандемија по 5 до 6 милиони, што е неможно. Значи, не мерките, затоа што имало мерки имало и за ковид, зашто имаше ковид. Мислам дека многу случаи од грип беа погрешно диагностицирани како ковид, меѓутоа јасно е дека лани бидејќи грипот има многу класична клиничка слика, немавме некое зголемено осетно појавување на такви случаи. Меѓутоа, пошто грипот оди, бидејќи грипот оди во епидемии на 2, на 3, некојаш на една година, значи бидејќи немавме многу реално да се очекува зимава да имаме епидемија. И добро е што ги има вакцините и мислам дека добро е да сите од ризичните групи да се извакцинираат, ама во овие 2-3 недели. Бидејќи претходните години ние добивавме вакцини во јануари. Тоа е надвор од сите протоколи, бидејќи додека, значи можеби некој прележал веќе, бидејќи ние веќе од крај на ноември, декември може да имаме епидемија да ни се јави. До негде мај во Македонија во тој период ни се јавале епидемии, така да реално да се јави грип. И вториот момент е што некако повторно се форсира некои остатоци од вакцини што треба да се дадат, што е многу погрешно. Ковид вакцини? Ковид вакцини, да, зборуваме, бидејќи најпрви никогаш не би примил вакцина од помош. Так. Никогаш. Бидејќи тоа е и понижувачки и навредувачки, од друга страна, ако сега во декември им изминува рокот, уништувањето на вакцината чини повеќе од вакцината. Него да ги дадете така. Значи, ова е паштета ето баците на српското, не ги даваат и сега. Да, ама ние треба да ги уништиме правилно и тоа ќе не чини многу. Од друга страна не знаеме дали се тие правилно чувани и набавени. Значи, ако некој сака да помогне, во ред треба да уместо нас да плати кај производителот, а ние да си направиме договор со производителот. Значи тоа веќе би била помош, а веќе купени вакцини не. И мислам дека основната замка, бидејќи се уште е голем бројот на вакцинирани, е што да речеме нашите власти, некои одат како да се рекламни агенти на производителите, на веледрогериите. Значи има научни критериуми. Не можете да го терате некој да прими 3, 4, 5 доза, ако он има, 17.000 единици антитела. Кои доволни се 20, 40 до 100 единици се доволни за заштита. Зошто да прима 5 вакцина? Ќе го штитат повеќе 30.000 од 17.000. Значи мора, основно ете како порака, веќе секој што се вакцинира мора претходно да се тестира на имунолошкиот статус, односно дали има антитела против ковид. Ако има, зошто да... Значи, дали е прележал? Многу луѓе прележаа на нога. Дали примил 1-2 доза, значи онако има доволно заштитни антитела, без разлика дали тие штитат. Ако сега не штитат 10.000, што 17.000 ќе штитат ако има мутација. Значи мора, и тоа е правилно, и мислам дека тоа треба да се прифати, дека секој сега што прима вакцина мора да се претходно да се тестира, за да нема несакани ефекти. Така. Значи, ако некој има антитела, не треба да се вакцинира. Така, тоа е вашата препорака. Токму и во екот на пандемијата бевте, како што кажавте и претходно малку, остро против карантинот и масовната корона психоза и хистерија. После ќе ве завршува короната, што се вели, ако може би не, но се покажа дека сте дефинитивно во право, дека бевте во право. Апелиравте да не се прави, тоа се правеше и ефектот беше никаков. Неколку пати го имам кажано, ќе го повториме. Значи тоа се ставови, беа ставови и се уште се ставови на званичната западна медицина, нели, кога, што, како, кога се прават антитела, кој штити, кој не штити, од која болест се умира, од која болест не се умира. Значи, кои се компликации, тоа се ставови познати. И сега имаме можно ли е толку да сме како здравствени работници, како лекари паднати да веќе базичната медицина имаме заборавено, или пак толку стана моќен
медиумите станаа моќни да веќе со некоја информација постојано повторувана да се прифаќа како вистина. Така. Значи тука затоа викам треба да се анализира, затоа што пак ќе имаме пандемии, епидемии, значи не смееме вака да реагираме. Така. Што правиме, професоре, со оние паничарите и провладините апологети? Ги имаше и новинари, што ве тролаа, ве напаѓа, тогаш имаше многу атаци врз нас и за онаа непристојност и лаги. Ви се извинија ли барем во меѓувреме? Не. Така. Не, значи навистина имав многу проблеми и е неоправдано да имам проблеми. Значи ден денеска имам проблеми, бидејќи, пак ќе речам, многу мал е процентот да се совпадне на некој да има работено од селска амбуланта до клиника, па да биде и професор, да постојано со предавањата, со испитувањата се повторува овој материјалот и да бидеш баш тоа субспецијалист по вирусни инфекции, респираторни, па да си работел на горни респираторни, тоа е неколку луѓе во светот се такви совпаѓања и навистина не знам зошто ќе имаше бенефити за власта, и значи јас и пред да бидам и политички активен се понудив, го имам кажано, значи честно, најчестно тогаш имаше техничка влада, се понудив, луѓе знам од прилика што ќе се случи во следниве 2 години, дај да ви помогнам да направиме став, не барав ништо. За жал се тргна понаубиго гласникот, така да навистина имав сериозни проблеми и се уште имам проблеми и наместо некој да се извини или да се заблагодари, тоа веќе сум навикнат, така беше и со 2009 со така наречениот свински грип, нешто слично во помали размери одеше. Тие што се благодарни нормално ќе си заборават и не се очекува ништо, а другите можеби немаат и заборават, ќе несватливо, некако да ти наштета. Значи нема штета од некоја наука или став. Значи било кој за било што мора да има спротиставени ставови и само така, тоа е диалектика, само така може да се оди напред, со едноумие или со слепо прифаќање на ставови кои не се наши. Најстрашно што тоа не беа наши ставови. Беа ставови на одредени моќници во веледрогериите светски. Значи они кажуваат доктринарно што ќе треба да се прави и сите држави за чудо си прифаќа. И сега тука имаше многу тоа што ретко излего, имаше потпишувани меѓудржавни со нив компаниите договори кои се чуваат, се кријат, скришни и така натаму. Меѓутоа тоа е тоа, тоа е тој суров свет на профитот. Значи некој гледа да си направи профите сега на државите да знаат да се одбранат или кога треба да прифатат или нема да прифатат. Или некој ќе одработи за нив, како што беше и често случајот. Го пофаливте министерот Сали за токму за вакцините за грипот сезонски. Претпоставам дека тоа што е добро не може да се прескокне преку него, но каква е ситуацијата во македонското здравство според вас во моментов? Дали е она што се случуваше порано во низа, зборуваме за немањето анализи, стихијноста, кои што беа карактеристики на македонското здравство, дали остана или имаме некаква промена, нешто се случува на подобро? Па, знаете, не постои човек кој особено ако нема широк договор, консензус со поголемите партии или барем внатре во големите партии, внатре да му се даде подршка на одреден човек да прави реформи. Вака со магично стапче дојден од страна, значи можеш успешно да решаваш одредени дневни проблеми. Меѓутоа, генералните проблеми се таложат веќе 30 на години. Има неколку системи. Први, ние сме во тој DRG систем сега, наплаќаме по диагноза. И тој е воведен од страна на ВМРО, мислам дека беше 2006. И пред тоа имавме друг, значи има систем на капитација, значи по број на жители му плаќа јавното здравство, значи државата плаќа на болниците спрема број на жители, па тогаш не беа заинтересирани здравствени работници, па потоа по услуги, па многу услуги правеа па наплаќа и нешто што не треба, нели?
И се многу држави успешно работат со овој DRG систем, меѓутоа тој што го измислил има една во почетокот кажува дека за да биде овој успешен треба да бидат фер, владите треба да бидат фер. Значи и сега што се случи кај нас? Имаме премногу ниско одвоење на средства од буџетот за здравство на годишно ниво. Тоа е прениско, некаде околу 300-400 милиони. Значи тоа е, да речеме, од Словенија 10 пати помалку со исто население. Так. И сега имате со тој DRG систем имате цени на истата диагноза, тоа е нели плаќање по диагноза, 3 или 4 различни цени, што е неоправдано. Значи не може една интервенција во јавното здравство да се плаќа волку, во приватното да биде неколку пати повеќе, на трето место не знам колку. Значи од тука почна и тие милиони, значи околу 100-200 милиони влегуваат у здравството и од приватните нели осигуреници. Меѓутоа тоа е премалку. После тоа, значи наместо да се зголеми буџетот, да се даде на здравствените работници, да се даде одговорност, да се даде на тие директори кои во ретија да бидат партиски, да им се даде одврзани раце, да можат да си прават сопствен развој, тогаш се оди со правење загуба, па потоа државата ги плаќа загубите, вие сте лоши, ама еве ние ќе ве наградиме, нели ќе ви дадеме плата, што не прави развој, што е многу лошо. И од друга страна се последните години, не е тоа сега пракса само сега, значи последните 20 на години, се почна со некакви досетки, со интервентни увози, да всушност од буџетот за здравство се испумпаат уште 100, 200, 300 милиони. Наместо да се дадат тие са 300 милиони во почетокот, да самите здравствени овие лидери да си ги испланираат, са ги планира некој повторно, некоја веледрогерија или некој нели тука. И тука е главниот проблем. Значи сега имаме системски проблем каде што голем број и ќе се осети се повеќе нагло, бидејќи голем број на квалитетни доктори на клиниките веќе одат во пензија. Тоа е огромен број и доаѓаат помлади лекари. Значи од друга страна имаме одлив на многу лекари. Од трета страна имаме преобразовниот систем, значи стана како да кажам во здравство, зборам за медицинските факултети, се остави некоја автономија кои они максимално гледаат да направат систем кој ќе носи нив повеќе средства. Так. Значи студирањето стана 6 години. Па уште една година имаат, не знам, значи 7 години. Па потоа специализациите станаа 7 години. Значи дестимулирачки. Што е тоа што треба да се случи 14? Значи мора да се скратат тие. Значи мора да се замеша државата. Мора да се замеша државата, не може ако не знам матичните доктори и тоа, значи не може сега лекарската комора која е нели здружение на граѓани дава лиценци, а гарантира државата. Значи мора порано беше државно, значи за да има квалитет. Значи мора да се платат лекарите и здравствените, меѓутоа мора да им се побара гаранција и квалитет. Значи мора да се стегнеме таму каде што се специализациите на вистина, да нема веќе пропусти, прогледување кроз низ прсти. Значи мораме да работиме на квалитет и концепцијски. Значи ние со бројот на здравствени работници, здравствениот туризам треба да ни биде еден од поголемите доходовни гранки. Ние мислам дека сме во минус, бидејќи голем број едноставни интервенции мора наши граѓани додат во соседни држави да плаќаат наместо да доаѓаат кај нас, бидејќи имаме голем број и на факултети и на медицински персонал, нели? Но и цените нели сами го диктираат тоа. И цените и овој, така да мора концепцијски да се постави здравството, меѓутоа човек ако нема поддршка од некоја партија која ќе биде на власт целосна, нели, со таа поддршка, значи он да си направи тим, да сам да решава, меѓутоа навистина да се сака да се реши здравството. Бидејќи вака сега има многу аномалии, има се повеќе аномалии. Знаете, ние отидовме во еден систем кој го викаме капитализам, ама здравството, нели, како беше телото во капитализмот, главата во социјализмот. Здравството да ни остане социјалистичко. Нели, плаќам осигурање и така натаму, тие плаќања се минимални и мислам дека по последно време премногу немаме план. Значи, премногу се инвестира во нека опрема која не знаеме зошто ние. Полни се подрумите со опрема. Мислам дека најмногу заостануваме во квалитетот на доктори. И тука треба да удриме тежината и да се зголеми буџетот и да се направи план
ни требаат болниците се во очајни состојби. Меѓутоа, зачудувачки беа цифрите кои се вадеа од, не знам, 500 милиони за клинички центар. Значи, тоа се некако грубо израчунато 500.000 квадрати, што е мегаломански нереално. Мислам дека регионалните болници мора квалитетот да им се дигне. Еве Штип се гради нова болница, мора да се изгради Тетово нова болница, мора да се изгради Битола Прилеп. Значи ја би го направил измеѓу, бидејќи последниве години на угода во Штип има премногу квалитетни доктори од Прилеп доаѓаат. И бројчено многу и квалитетни. И тука треба да се насочат тие, значи треба да се направи, да се замеша тој министер или институциите или државата, значи мора да им се не може да ги оставате сами. Ние имаме веќе го имам кажано, рекоа пример во Охрид има 30 кардиолози, а нема ни еден педијатар. Значи нерационални, мора да се мора да се скратат специализациите. Мора, значи 4 години се доволно да некој не можеме ни да покриваме ако тој не научил на факултетот медицински, сега ќе го учиме медицина. Тоа е ако не научил, не научил. Значи системот да речеме во Данска, во Германија ти можеш да добиеш и за 3 години титула специјалист, а може и после 10 години да не ти се потпише, ако не си квалитетен. Значи мора да инвестираме во здравство, а мора и да се побара и квалитет и одговорност за постапките. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам на поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.